Прилепчаните Маријана Ѓорѓиевски и Владимир Јовановски во сабота летаат за Аргентина во обид да го остварат нивниот сон, искачување на највисокиот врв во Јужна Америка и еден од 7 сумити во светот, Аконкагва. Иако нивното одење за Аконкагва до последно беше ставено под знак прашалник, поради високите финансиски средства за плаќање на експедицијата, сепак на крај нивната огромна желба и упорност се остварија. Дел од средствата собрале преку донации, а дел ќе си платат сами. Колку за подсетување, стануваше збор за сума од околу 8.000 евра. Нашата желба за да одиме никогаш не беше ставена под знак прашалник, единствено финансиите беше она што нас не загрижува, но успеавме благодарение на дел од фирмите кои што се општествено одговорни и кои што го видоа нашиот ентузијазам и желба за да ја реализираме оваа експедиција, успеавме да обезбедиме средства и да ја оствариме нашата замисла, доколку би ми дозволиле, би сакала да изразам голема благодарност и да ги спомнам Витаминка и Мермер, нашите главни спонзори, исто така да ја спомнам локалната самоуправа Прилеп, ресторанот Кермес, Жалфија, Мики, Тритекс и многу други поединци и лица кои што не само на финансиски, туку и на морален начин не поддржуваат и се едни од причините за реализација на оваа експедиција, која што се надевам дека ќе биде со успешен крај. Доколку се искачат на Аконкагва, Маријана и Владимир ќе бидат првите прилепчани кои што го направиле тоа и едни од 15 мината македонци. Маријана пак би била четвртата припадничка на понежниот пол од нашата држава која што би се искачила на овој врв. Инаку овие двајца прилепчани за краток период од само околу 2 години ги поставија темелите на високогорското планинарење во Прилеп, искачувајќи ги врвовите Мон Блан, Полукс, највисокиот врв во Европа Елбрус, највисокиот врв во Австрија Глокнер, највисокиот врв во Германија Жук Шпице и многу други. Тие се вистински амбасадори не само на Прилеп, туку и на Македонија. Лично за мене ова представува еден од најголемите животни предизвици, бидејќи се соочувам со нешто сосема поразлично од она што досега сни биле. Бидејќи се Аконкагва, односно Андите представува втора по височина планина во светот и со незината височина од скоро 7000 метри надморска височина и условите кои што се на таа планина се нешто ново за мене, за кое што не знам дали би моето тело и организам ќе го поднесе доволно добро, значи еден од најголемите животни предизвици. За среќа досега сите предизвици и потфати ни беа успешни и горе-долу тоа ни дава мала сигурност да веруваме во себе дека добро ќе ги поднесеме и предизвиците кои што самиот врв Аконкагва, односно Андите ќе ни ги предизвикаат. Владимир вели дека за искачување на Аконкагва практично се подготвувале уште од лани, кога се вратија во Македонија после искачувањето на Елбрус. Биле активни преку целото лето, а се искачували во текот на зимова, тренирајќи на околните врвови во Македонија. Па значи агендата е негде од 15 до 18 дена се наидуваме на планина. Се подготвуваме на 4 на 4 базни кампови. Значи главниот базен камп е на 4300 надморска висина со аклиматизација на уште 3 висински кампови, еден на 5050, на 5500 и последниот е на 6000 надморска висина. Значи тоа е фактички ден спијање на 4300, па качување на една надморска висина, па зимнување на друга, со климатизацијата да биде спремна. Освен физичката била потребна и огромна психичка подготовка. Аконкагва била доста сурова планина, со крајно екстремни услови, со кои Маријана и Владимир за прв пат ќе се соочат. На Аконкагва се, значи, условите се доста лоши, екстремни, значи, со температури од минус 20, минус 30 степени. Досега тоа е прв пат ќе ни биде што ќе спијаме тие 15 до 18 дена во шатори, на тие температури, на отворено. Тоа е за нас прв пат ќе се соочиме со тие услови. Се надеваме дека нашето тело ќе го дозволи тоа, дека ќе бидеме спремни за да ги поднесеме тие услови. Се носи специјална опрема, значи исклучиво опремата што ја носиме да биде треба од пердув и со експедициски чизми. Значи доста скапа опрема
доста квалитетна, значи не може со обична некоја опрема да се стигне до таму. Да, со обична опрема може да се стигне до 4300 на базниот камп, али за нагоре веќе треба специјална опрема, што е потребна за тие висински скачувања. Во зависност од временските услови, Ѓорѓиевски и Јовановски, након каква треба да бидат искачени околу 13 или 14 февруари, а имаат и плюс уште неколку резервни денови. На 23 февруари пак, тие веќе треба да бидат вратени во Македонија. Редакцијата на Инфокомпас им посакува успешно искачување на овој светски сумит.